И мене ми привлече делот со децата. Убаво сте го лоцирале тоа, колешка. Оние не само што се покрај автопатите, не само што се наоѓаат на патарините, сериозен проблем е и со оние деца што питаат и што се на работ на сиромаштијата, запоставени од општеството и така натаму. Но мислам дека представниците на правобранителот не е правилната адреса кај што треба ступати во прашање. Имавме можност со Министерката за труд и социјала и тоа е адресата каде што тоа треба да се насочи. Особено што ја не гледам тука проблем во легислативата или во законските одредби, едноставно службите, институциите треба да си ја завршат работата. И сега да не бидам стриктно ограничен дека еве периодично од сега било лошо, претходно било добро и нешто слично. Тоа е категорија на граѓани кои што навистина мораме да се посветиме сите и каде што апелот и за ефикасно постапување на институциите и од аспект на грижата на државата и доколку има потреба, па и зошто да не и амандмански да се решава во подобрувањето на законските решенија со цел таа категорија на наши сограѓани, особено на таа категорија на деца кои што се злоупотребуваат де факто денес кај што можеме ги видиме и на улиците, и на автопатите, и на патарините, треба да им се излезе во пресред, да се стават на правилна трака и да им се подобрат условите и да биде спречена злоупотребата пред се. Ви благодарам.